Минатата сабота почнав, мислам, на некој начин тоа беше продолжеток, нели, од оваа кратка тема од времето на светата причест, па сега ќе продолжам во исти стил. Минатата сабота беше темата во времето на големата неволја, прв дел, а сега втор дел. Како тоа да се поучиме од Исуса Христа, да можеме да се одржиме во времето на големата неволја која што доаѓа. И ќе видите многу, дали случајно или не верувам дека е тоа случајно, затоа што и нашата држава е дел од тој свет, од таа земја на која што владее гревот и чија што историја се движи кон крајот. Така да, некои работи кои што се спомнуваат во судењето на Христа, некако се подудараат со некој наше секојдневие. Но, знаете, ако Исус страдаше за нас, и ако не повикува Петар преку своето послание, 1 Петрова 2 глава 21 до 23, ги читавме тие стихови, но ќе ги спомнам пак. 1 Петрова 2, 21 до 23, зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Исус не остави пример. Страдаше за нас и не остави пример за да го следиме. Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда, кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Многу битен дел овој од последниот стих. Значи, беше навредуван, но не враќаше со навреда. Страдаше, но не се закануваше. Зошто? Затоа што се предаде себе си на оној кој суди праведно, на Отецот. Тој е единствениот кој што суди праведно. И тоа како се доближуваме до крајот, правда ќе нема. Да не очекуваме многу правда на оваа земја. Како што немало и во неговото судење. Никаква правда. И Јован 14:30 ја повторам од минатиот пат, кој што гласеше: "Нека зборувам уште многу со вас", им се обраќа Исус на учениците и вели: "Зошто доаѓа кнезот на овој свет и тој нема ништо во мене." Тоа е една од причините зашто Христос успел да издржи, така како што издржал, и не оставил пример. А тоа воедно и состојбата, за која што нели читавме минатиот пат, во која мора да се наоѓаат сите оние кои што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. Ако сакаме да успееме да се одржиме, ако ние бидеме во таа група на луѓе, на верни луѓе кои што ќе го бранат Божиот карактер среде таа голема неволја, ако нели во случај Господ не повлече пред време, а тој знае дали би можеле, не би можеле, во смисла на физички и така натаму. Меѓутоа, духовно ние мораме да бидеме спремни со тоа што ќе раскрстиме со секој грев. И ќе можеме да кажеме, како што Исус кажал: "Ѓаволот нема ништо со мене, ѓаволот нема ништо во мене. Раскинати се сите врски мои со ѓаволот." Една од причините зашто Исус издржал во неволите е затоа што го познавал својот татко. Знаете, Јован 17:3 вели: "Познавањето на Отецот и на Исуса Христа, кога што Отецот го прати, што е? Е вечен живот." Клучната одлука Исус ја донел во Гециманија, среде онаа голема борба за него, голема агонија. Но тоа не е само клучна одлука во неговиот живот, туку мораме да се сложиме дека тоа е клучна одлука и во нашите животи, ако сакаме да извојуваме победа над гревот.
над ѓаволот, над светот, како сакате земете. Што рекол Исус? Која одлука ја донел? Сепак да ја испие чашата, но она што е клучно во неговата молитва е, она што често пати го споделувам со еден мој драг брат од Свети Николе, која често пати ќе се најде во неволја, и стално му велам: брате, Исус се молел вака и успеал. И ние не можеме поинаку да успееме. Освен ако не само што ќе се молиме, туку и навистина така постапиме. Не моја, туку Твоја волја, Господе, нека биде. Денеска Јан изборуваше малку начина околу тоа. Само така можеме да успееме. Паѓаме затоа што многу често пати, и тоа многу често, ја твориме својата волја место Господовата волја. Знаете, за да се сложиме, да ја прифатиме неговата волја, да кажеме: Господе, не моја, туку Твоја волја нека биде, мора да добро се познаваме со Господа, мора добро да го познаваме Господа, да ги знаеме неговите намери, да сме 100% сигурни, значи да имаме сигурна вера, доверба во Него, дека Тој не љуби и Тој не возлюбил со вечна љубов од вечноста, и дека неговиот пат е најсигурен и најдобар за нашиот живот. И тогаш многу лесно ќе ни биде да прифатиме, да речеме: не моја волја, не по мој памет, не, Господе, по Твоја волја нека биде. Разгледавме минатиот пат две судења на кои што се појавил Исус. Знаете, таа вечер, четвртокот спрема петокот. Сега ќе го видиме третото судење. Значи, најнапред бил кај Ана, оној искусен правосвещеник, кој што тогаш не бил на функција правосвещеник, меѓутоа превзел за одговорност да првин кај него дојде Исус, затоа што бил доста искусен, лукав, и рекол: јас ќе го средам, мора, сега ни е враце и не смееме да испуштиме оваа шанса. И да не повторувам, видовме минатиот пат, но битното е ова што сакам сега да го нагласам, што е многу интересен податок, кој што треба да не замисли сите нас. Исус споменал фактички 6 судења таа вечер и утрото во петокот. Пред Ана, пред Кајафа и пред Синедрионот. И кој едното било, може да кажеме, па и 4, дури 2 пати пред Синедрионот излегло, едното пред разденување и она официјално судење во самото утро, пред да биде одведен потоа кај Пилат. Значи, 3 верски судења, религиозни, како сака да наречете ги, и на сите овие верски судења, кај своите, од свештениците, од правосвештениците, од водачите на црквата, бил прогласен за виновен. А кај следните 3 судења, кои што се цивилни судења, кај, знаете, кај Пилат, па кај Ирод, па назад кај Пилат, бил прогласен за невин. Ни Ирод, ни Пилат на 2 пати не можел да најде вина кај него. И излегува пред народ и вели: не можам да најдам вина кај овој човек. Можеме да го замислиме ова? Затоа Јован вели: дојде кај своите и своите него примија. Не само што него примија, човекот, Богочовекот Исус, кој што никогаш на никого ништо не му сгрешил, ни украл, ни излажал, ни не знам што, нешто што ние, кој знае колку пати сме го направиле, не дај Боже ако го правиме се уште, и бил прогласен за виновен од страна на, денеска мислам дека пак спомна Јани, Врховниот еврејски суд, Синедрионот, од страна на Ана, искусниот правосвещеник, Кајафа, тогашниот правосвещеник. Зарем ова не ни кажува нешто? Минатиот пат го спомнав Јуда, еден од неговите 12 мина, најблиските.
Само Господ знае како може да се одвиваат настаните во нашиот живот понатаму. И онаму каде што цивилните власти нема да најдат вина кај нас, ке најдат нашите блиски. Може би од црква, може би од семејството. И сето ова Исус го поднел многу мирно. Иако се јадал во душата, му било претешко неговиот народ да го предаде, да не го прифаќа како Месијата. Месијата дошол пред 2000 години, а тој истиот народ кој што веќе не е негов за жал, се уште не го прифаќа. Се уште чека некој нов Месија. Значи пред Ана виновен, пред Кајафа виновен. И се отвараме во Матеј 26 глава и ке читаме од 59 до 66, мислам дека ги читавме овие стихови минатиот пат. Да видиме како одело сето ова. Значи ова е први неформалното судење, кое што не било ни законско, иако ќе спомнеме неколку моменти кои што биле незаконски во Христовото судење пред Синедрионот. Ова било неформално, значи пред изгре сонце, што не било дозволено. Една од причините, значи едно од незаконитите действија при судењето Христово било ова. Самата сестра Елен Вајд вели дека Синедрионот прогласил дека Исус заслужува смрт, меѓутоа да се испитува затворник ноќе било спротивно на еврејскиот закон. Значи, ова прво неформално судење, што е запишено во овие стихови од Матеј, на почетокот, од 59 стих, е тоа судење, пред разденување. Од 59 стих читам: а главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не најдоа. Иако дојдоа многу лажни сведоци со противречни тврдења, често пати целосно противречни. Најпосле дојдоа двајца и рекоа: овој рече, можам да го разорнам Божиот храм и да го созидам за 3 дни. Нешто што Исус го кажал, да, меѓутоа воопшто не се однесувало на храмот. Тогаш првосвештеникот стана и му рече, се мисли на Кајафа: ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? И Исус молчеше. Потоа првосвештеникот му вели: те законува во живиот Бог да ни кажеш дали си ти Месијата, дали си ти Христос Божиот син. Исус тука не можел да премолчи и вели: ти рече, но јас ви велам. И внимавајте, овој израз Исус ќе го повтори и при следното судење пред Синедрионот, рано изутрината. Истото ова ќе го каже, иако знае што предизвикало ова. Меѓутоа, рековме минатиот пат, на тогаш за време на Света вечера, Исус молчел, воопшто не се бранел себе си, но ја бранел вистината. Го бранел фактот кој е тој. Поготово дека тој е Месијата, па тоа била најголемата вистина за тоа време. Затоа на прашањето дали си ти Христос Божиот син, Исус му вели во 64 стих: ти рече, но јас ви велам. Му вели на Кајафа и на сите таму во Синедрионот, кои што не биле сите на број. Тоа е една исто друга причина, мислам, незаконско дело. Не можело да му се суди некому ако не се сите на број во Советот, во Синедрионот. Вкупно 71. И вели: но јас ви велам, од сега ќе го гледате човечкиот син како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Сака да каже, многу јасно им кажува со ова, на тоа дека еден ден сцената тотално ќе се смени, кога јас ќе дојдам како судија на сите ваши помисли, тогаш секи изгледа поинаку. За секој христијанин кој што пострадал на оваа земја
ќе се сетам на Мартин Лутер. Оние прекрасни 2 глави во големата борба. Секојаш ме вдахнуваат со храброст. Ја од секојаш уште од мал обожавав да гледам филмови со таква тематика, значи некакво судење каде што вистината се брани и победува. Секојаш ме привлекуваше тоа. И ми текнува на Мартин Лутер и на еден куп такви маченици на кои што им се судело неправедно. Имаат и се подпирале на Господа, имале надеж само во Господа. Во оној кој што правишно суди. Така и Исус вели, нели, односно Петар за Исуса вели во оној опис што го читавме во 1 Петров 2 глава. Тој е оној кој што еден ден ќе пресуди вистински, затоа што тој ги знае сите мисли и помисли. Со овие зборови, вели сестра Елен Вајд, Христос опишал сцена спротивна на онаа што се одигрувала. Тој, Господар на животот и славата, ќе седи од десната страна на Бога. Тој ќе биде судија на сета земја и против неговата одлука нема да има жалби ниту приговор. Кој ќе може да приговори кога Исус ќе донесе одлука за било кого? Тоа сето она што е тајно ќе биде осветлено со светлината од Божјето лице и секому ќе му биде судено според неговите дела. Христовите зборови го исплашиле првосвещеникот. Помислата дека мртвите ќе воскреснат. Ова, меѓу другото, се косило и на неговите верувања. Нели, знаеме, денеска ја ни спомна, првосвещениците обично биле од страна на садукеите, кои што не верувале ни во воскресение, ни во ангели, ни во демони. Или помислат дека мртвите ќе воскреснат, дека тогаш сите ќе излезат на суд пред Бога, за да примат награда според своите дела, го исполнувала Кајафа со ужасен страв. Тој не сака да верува дека во иднина ќе му биде изречена пресуда според неговите дела, односно злодела. Бил злобен, лукав, рамен на Ана, читавме минатиот пат. Пред неговите очи, како во некоја панорама, поминувале сцените на последниот суд. За момент догледал ужасна сцена, гробовите ги враќаат мртвите, заедно со тајните за кои тој се надевал дека за секојаш ќе останат скригени. Кој знае колку луѓе испоубил, осудил, неправедно и си мислил, готово, отишле, умерле и крај. Никој ништо веќе нема да дознае. Меѓу другото не верува ни во воскресение. Но не е така. Исус вели, да повторам, од сега ќе го гледате човечкиот син како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. И да, Кајафа ќе го види. Ова не случайно го кажал Исус. Кајафа, меѓу другото, меѓу другите ќе биде воскреснат во на специјално воскресение, за да го види Христовото доаѓање. Дали, како што ни запишала сестра Елен Вајд, тогаш ќе воскреснат сите оние кои што умреле со вера во Троангелската вест, че од 1144-та, 43-та, тука, нели? Братот Паул ни кажуваше од прилика кои години почнале да се проповедаат овие вести, и оние кои што го распнаа и го прободаа, и го осудија. Аз верувам дека тука ќе бидат и Ана, и Кајафа, и Пилат. Сите овие ликови што ги спомнуваме овде. Затоа Исус им вели, ќе го гледате, ќе го видите на облаците, како седи одесно на Господа. За момент почувствувал, значи Кајафа за момент почувствувал како да стои пред вечниот судија, чии очи кои гледаат се, ја читаат неговата душа и изнесуваат на виделина тајните за кои мислел дека со смртта за секојаш ќе останат погребани. Понатаму вели 65 и 66 стих, тогаш првосвещеникот ја раскина својата облека. Не можел веќе да одолжува, а и ова страшно го погодило, значи целата оваа сцена што ја видел во својот ум, ја раскинува својата облека, нешто што исто така не смел да го направи, според еврејските закони, меѓутоа, знаете, првосвещениците си измислиле своја причина, ако некој хули на Господа, тогаш може да ја раскинат првосвещеничката облека, меѓутоа тоа било спротивно на Библијата и на библиските пророштва. Таа облека
Кога го представува? Кога го представува првосвещеникот всушност? А Христа. Да не смела никогаш да се кине, како што вели Елен Вајд, подолу тамо во истиот текст, да првосвещеникот можел да го раскине своето срце и тоа се барало и од Кајафа. Интересно што и Ана, и Кајафа, и Пилат, и Ирод, сите биле осведочени од самото држење Христово пред нив. И, вете, тук таму неколку сведочења во полза на вистината, што Исус ки ги кажал пред нив. Значи, раскинул својата облека и вели, го хули Бога. Зошто ни се потребни уште сведоци? Ете сега ја чувте хулата. Што мислите? А тие одговори и рекоа, заслужува смрт Синедронот. Спомнав. Синедрионот прогласил дека Исус заслужува смрт, меѓутоа да се испитува затвореник ноќе било спротивно на еврејскиот закон. Во судската пресуда се морало да се извршува на светлината на денот и во присуство на сите членови на Советот. Нити двата услова овие не биле исполнети. Наспроти сето тоа, кон Спасителот се постапувало како кон осуден злосторник, како да е веќе осуден и бил малтретиран од страна на најниските и најзлобните луѓе. И што се случува тамо во Лука 22 глава читаме, Лука 22, 63 до 65. Значи, откако сите извикале дека заслужува смрт, вели 63 стих од Лука 22, а мажите кои го држеа Исуса му се подсмеваа и го биеа. Па кога го покрија, го удираа по образите и го прашуваа, проречени кој те удри. И многу други хулеа, односно и многу други хули рекоа против него. Неверојатно што се морал да преживее Христос. Какви неправди. Сето ова се одвива пред изгри сонце и Синедрионот нема донесена официјална пресуда, а видите како се однесуваат кон него. Или и минатиот пат спомнавме, нешто што стои денеска во судскиот систем како правило, значи никој не е виновен се додека не се докаже дека е виновен. А и денеска гледаме слични работи, значи малтретирање, приведувања, ова, она, па по медиуми прогласување за виновници, вакви, такви, а ништо тоа нема докажано. 6 стих од Лука 22, продолжуваме со текстот, вели, а кога се раздени, сега веќе се разденува, се собра народните старешини, свештеничките главатари и книжниците и го воведува во Синедрионот. Сега ова е официјалното судење. Им рекоа, ако си ти Христос, кажи ни. Видите сега, поучени, знаејќи на што успеале да го фатат предходно, сега си рекле истото прашање. Пред сите се сега присутни, сите да слушнат. Ако си ти Христос, ако си ти Месијата, кажи ни. А тој им рече, иако знаел ништо поминал заради ова, меѓутоа Исус е цврст, Исус е конзистентен, Исус е постојан, не може да одрече такво нешто. Ќе рече, ако ви кажам нема да поверувате, ако ве прашам нема да одговорите, но од сега човечкиот син, повторно им го повторува истото, ќе седи одесно на Божјата сила. Од сега ќе гледате друг филм, со други зборови. И тие сите рекоа, значи ти си Божи син? Тој пак им рече, вие велите дека сум јас. И тие рекоа, зошто не е потребно уште сведоштво? Самите чувме од неговата уста. Толку е. Тоа е сето оно што ни треба. Сега, меѓу другото, било забрането, според еврејските закони, да се изведува судење пред празник. Припремителен ден за празникот, како што бил петок према сабота, меѓутоа, или и Пасха настапува. Тоа било строго забрането. Често пати знаело да се
одолговлечи судењето па да фати празник. Нема шанси такво нешто. Тоа било забрането. Обвинетиот морал да има свој застапник или како што велиме ние адвокат. Исус стоел сам. Немало кој да го брани. Видите колко незаконити дела. Ако некој добие смртна пресуда, како во случајот со Исуса, требало да помина 3 дена од пресудата до екзекуцијата негова. Зошто? За да помине секој можен сведок да даде свој исказ и да се обезбеди правишно судење. Значи да не случајно се донесе погрешен суд за некој. Но Кајафа го побрзал целиот процес, а обично тоа се случува кога судењето е неправично. Зошто? Затоа што постоела опасност да 3 дена или не знам колку, па сега празникот е тука, па може да се одолговлечи тоа, да надојдат еден куп сведоци кои што ќе посведочат во полза за Исуса. Тоа Кајафа не смел да го дозволи. И внимавајте, значи не само 3 дена што треба да поминат од пресудата до екзекуцијата, туку на вториот ден целиот Синедрион, сите членови на Синедрионот морало да постат и да се молат и да го прашаат Бога дали донеле правишно судење, правишна пресуда, всушност, за обвинетиот. Ништо нема од тоа. Какво молење? И една друга работа исто, никој не може да биде обвинет само врз основа на собственото сведоштво. Исус само дава сведоштво тука. Кои? Овие лажните сведоци, нема врска. Каде имало и дали имало некој кој што може да потврди дали е вистиното тоа што го кажува Исус или не. Значи еден куп прекршоци овде, прекршување на самиот еврејски закон, системот судски што го имале. Оно што можеме да го заклучиме, оно што го кажавме на почетокот, е гледаме дека немало правда во Христовото судење. И една голема вистина која што треба да ја запомниме дека како што доаѓа времето на големата неволја, како се ближи крајот, Божиот народ не може да очекува правда на оваа земја. И ако може ви поминувате, иако не верувам, не ни зваквам, ни слична некоја ситуација, не мора да сте на суд. И тоа ете. Ве обвинуваат на правдина за нешто, било што, како и да е. Или може би сте поминувале некојаш, може би сте били и на суд и така натаму. Имајте на ум дека правда се помалку ќе има и едноставно треба да се навикнете на неправдата. Ако го следиме, ако сакаме да го следиме Христа, јагнето, каде и тоа да оди, затоа што тоа е една од карактеристиките на 144.000, тоа што треба да се навикнеме на тоа. На неправди. Затоа што ако бараме правда во последните денови, тоа ќе се разочараме. Помислам, гледаме колку правда има, нели? Во светот за многу работи, и јас често велам, сите овие примери што ги гледаме околу нас, во нашето непосредно обкружување и пошироко, само треба да ни дадат една слика како тоа можеби ќе биде утре со нас, кога ние ќе бидеме на удар. Зато што ние, гледате, денеска еден по еден паѓаат пред новиот светски поредок. Тури Елен Вајд вели за тоа ново движење што ќе се случи во црквата, и гледаме какви проблеми се случува црквата, никој не може да му застане на патот, таа вели. И нови науки, никој жив не може да му застане на патот. Затоа црквата ќе изгледа како да ќе падне. Но Господ има се под своја контрола. Денеска гледавме како тој се движи
околу светилниците, меѓу светилниците, и будно ја прати целата ситуација. Но, факт е дека работите одат во тој правец и дека правда нема. Некако ми наликува целата ситуација и уште повеќе наликува на Авакум 1.4, ако се сеќавате на тој стих, Хабакук или Авакум 1.4, каде што Авакум повикува кон Господа, опишувајќи ја состојбата меѓу Божиот народ. Во тој период на голем отпад, што, ќе кажам, одговара и на времето Христово, но многу повеќе ќе одговара и на времето кај што доаѓа. Овој стих гласи Авакум 1.4, вели: затоа законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Злоосторникот го гони праведникот, а судот излегува изопачен. Законот ја изгубил силата, како да нема закон. Правдата не се појавува ни за миг, нема правда. Правдата е мртва. Како беше она парола на шарење, нема правда, нема мир. И ке нема. Судот излегува изопачен, све е испревртено на главачки. Наистина такво време не очекува. Веќе го гледаме тоа пред нас. Но гледаме дека Исус никаде не се жали за неправдата која што му се прави. Затоа реков, треба да се навикнеме на неправда. И ако некој низ тоа такво нешто поминува или поминувал, знаете дека веројатно Господ припрема нешто големо за вас. Значи ве тренира уште сега да се навикнете на неправда и ве тренира да станете трпеливи, значи да го добиете она трпение, трпението на светиите. Од Откровение 14.12. Времето кога се подига првиот, па вториот звер, па жигот на зверот, па неделен закон и така натаму, тоа не е време на правдата, нема никаква правда. Ние уште денеска гледаме колку има правда. Камо ли тогаш? Ништо може би нема да се одвива во нашиот живот како што сме очекувале. Но, единствена наша надеж ќе биде сознанието дека ја твориме Божјата волја. Затоа е многу битно да се одржиме, значи да го познаваме Господа во потполност, за да можеме да клекнеме и да се молиме, да речеме: Господи, да ја донесеме онаа клучна одлука, која што била клучна и во Христовиот живот. Не моја, Господи, туку Твоја волја нека биде. И ако се ставиме во исполнување неговата волја, тоа што многу полесно ќе биде. Бидејќи тоа ќе ни биде единствената надеж за која што ќе се држиме. Нешто немало правда, туку никаква човечност немало меѓу луѓето. Видите, станува збор за Синедрионот, а подоцна Джганот. Исус бил обкружен со демонизирани луѓе, замислите, а останал така кроток и мирен, надевајќи се на Господа. Еве што вели Копнежот на вековите. Кога било изречено осудувањето на Исуса од страна на судиите, Синедрионот, луѓето ги обзел сатански бес. Рикањето на гласовите било како гласови на диви зверови. Мноштвото налетало кон Исуса велејки: тој е виновен, треба да се убие. Да не биле римските војници, Исус не би дочекал жив да биде распнат на Голгота. Би го раскинале на парчиња пред судиите, да не се вмешала римската власт и со оружје да го задржи насилството на мноштвото. Неверојатно. На парчиња ќе го раскина. И сега ми текна една мисла. И пазите, се тоа во време во кое што зборот секојаш има своја јачина и моки. Ама кое време сме ние денеска во однос на тоа, колку можело широко, односно брзински да се прошири некаква си
лажна вест, пропаганда, да кажем, во тоа време, наспрети ова време во кое што живееме. Значи, некого лажно да обвините, да му измислите нешто. Денеска е многу лесно. Имате интернет, имате портали, имате еден куп начини како да обвините некого. И тоа ќе пламне за час. Во тоа време, па видите, што го снашло Исуса, камо ли што би не снашло нас. Вакво нешто, фала му на Господа, ние не сме доживеале. Но тоа не зашто нема да доживееме. Да му се молиме на Господа да издржиме. Ако Господ предвидел да ние бидеме, да поминеме низ тие големи неволи, низ таа голема неволја, така се вели, тоаш единствено ќе издржиме ако навистина имаме на тесна заедница со Господа, ако добро го познаваме и ако сме целосно ставени на Негова страна, тоаш и тој ќе биде наша страна, сакајќи да ја твориме Неговата воља. Тоа ќе ни даде и трпение и мир што го надвишува секој ум и се што е потребно. Без оглед на джганот, без оглед на сите демони и демонизирани околу нас. Затоа што светот оди во тој правец. Не можеме да очекуваме правда во свет кој што не го признава Господа, во свет кој што се повеќе и повеќе запаѓа во паганизам. Јас не се сеќавам во образовниот наш систем или кај нас, на истокот, затоа што нели обично доаѓаат новитетите од западот, да примивме нешто позитивно од таму во врска со чествување на некои празници, така христијански или било што. Меѓутоа многу лесно ни дојде оној што вели Јани Тикварскиот празник или не знам било што, и тоа е веќе вметнато и во образовниот систем каде што се трујат младите умови уште на почеток. И што можете да очекувате? Тоа се е така добро смислено. Целото општество оди во тој правец, не можеме да очекуваме нешто поинаку, но Исус го поменал тој пат и како што Исус издржал, можеме и ние. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.